Социјалните мрежи станаа дел од нашата секојдневна рутина. Секојдневно ги користиме за споделување на делови од нашиот живот преку објавување фотографии со пријатели, чекирање со локација во ресторани, објавување статуси за тоа како се чувствуваме или што правиме. Но по сето тоа споделување информации, дали некогаш сте се запрашале колку се безбедни вашите лични податоци на интернет? Вашите лични податоци се многу повеќе од само вашето име или фотографија на профилот. Тоа се сите информации преку кои што може да бидете идентификувани. Нивното објавување може да изгледа безопасно само по себе, но заедно тие формираат важен сет на информации што може да се искористи, злоупотреби или дури и украде. Во денешно време, сосема е вообичаено луѓето да споделуваат многу информации за себе, за најблиските и за пријателите на интернет, особено преку социјалните мрежи. Секојдневното и детално споделување може да изгледа безопасно, па дури и забавно, но носи сериозни ризици. Сајбер-криминалците може да ги искористат информациите што ги објавувате за да извршат кражба на идентитетот, да започнат измами насочени кон вас или дури да ги следат вашите физички движења во реалниот живот. Затоа е важно да размислите пред да објавите нешто. Запрашајте се, дали оваа информација е навистина потребна за споделување? Дали може да се искористи против мене? Еден од наједноставните, но најмокни чекори што можете да ги преземете е да проверите кој ги гледа вашите податоци. Влезете во поставките за приватност на вашите социјални мрежи. Ограничете ја вашата публика на пријатели и доверливи лица. Осигурете се дека вашиот профил не е јавно видлив за секој што пребарува на интернет. Бидејќи кога станува збор за вашите лични податоци, нивната заштита не е само добра идеја, таа е суштинска. Сакате дополнителна заштита? Може да активирате двофакторска автентификација. Силна лозинка плюс втор чеко за верификација прават голема разлика. Ако нешто не изгледа во ред, како например најавување на вашиот профил од локација што не ја препознавате или чудна активност, не чекајте. Пријавете веднаш и спенете ја вашата лозинка. Брзото дејствување може да помогне да се спречи проблемот пред да се зголеми. Заштитата на вашите лични податоци започнува од вас. Користете ги безбедносните алатки што ги нудат социјалните мрежи. Останете предпазливи и внимателно споделувајте информации. Бидејќи вашата информација ви припаѓа вам и само вие треба да одлучите кој може да ја види.